Критичарите велат дека образовниот систем е една од примарните цели на руската милитаристичка пропаганда од почетокот на целосната инвазија на Москва на Украина пред 2 години. Фокусот е на најмладите, вели протераната руска професорка по антропологија Александра Аркипова. Гораздо больше давление оказывается на школы. Училиштата се под многу поголем притисок, особено јуниорските училишта. Децата постојано се учат да се навикнуваат на идејата дека војна, ова е добро, милитаризација и милитаризирана јавност, ова е сосема точно. Промените во наставната програма се особено видливи во се што е поврзано со историјата на Русија и незината улога во светот, како и незиниот однос со Украина. Например, учебниците тврдат дека така наречената специјална воена операција, како што е позната инвазијата на Украина во Русија, била оправдана и дека Русија никогаш не ги гранатирала цивилните области. Контролата на историскиот наратив е приоритет за Кремљ, вели поранешната руска професорка по лингвистика Светлана Друговејко. Историја е тоа што формируе. Историјата е она што ја обликува самосвеста на нацијата. Затоа е јасно дека многу зависи од тоа каков акцент е направен во учебникот. Критичарите тоа го нарекуваат политизација и милитаризација на образованието и велат дека директивите ги довеле наставниците во тешка ситуација. Независни организации надвор од Русија велат дека од 2022 година 148 наставници биле прогонети затоа што искажале, како што сметале властите, пацифистички ставови во училница. Повеќето останале без работа. Учениците и родителите се уште имаат опции да ја избегнат владината кампања, вели наставник во основно училиште во Москва, кој побара да остана анонимен. Это больше видят родители, потому что периодически... Во училиштето периодично се собираат средства за помош на војниците. Родителите на децата се известуваат со порака дека ќе има собирање помош за фронтот, но на родителите останува дали ќе учествуваат или не. Но во земја со долга традиција на фалење на оние кои ги водат незините војни, велат експертите, никој не ја избегнува милитаризацијата, дури ни децата.